се биде жена во Македонија, тоа е сигурен пат дека може да се биде убиена. Токму заради тоа што е жена. Да, за жал, Македонија стана опасно место за живење кога станува збор за жените. Ние веќе не можеме да зборуваме дека во Македонија жените се заштитени со правата и слободите кои што им ги гарантира нашата држава. Апсолутно не е така заради тоа што и покрај сите закони и сите одредби кои што постојат, па и наметната пракса која што треба да биде во согласно со некакви европски стандарди, се уште кај нас оние кои што се директно надлежни да им помогнат на жртвите од родово базирано насилство не ја прават точната проценка и не преземаат енергични и навистина навремени мерки. Во речиси сите случаи каде што дошло до фемицид, до убиство на жена, од испитувањето на целата постапка сме дошли до истиот заклучок. Значи не била направена проценка на ризик, не била заштитена жената, не бил тргнат насилникот. Почнувајќи од Министерството за внатрешни работи, понатаму центрите за социјална работа, им секако на крајот судовите. Порано постојано зборувавме за тоа како судот не постапува во тие 24 часа и не успева на таков начин да ја заштити жртвата од насилникот. Зборувавме за тоа дека жените најчесто се тие кои што мораат да го напуштат домот и да бараат понатаму ново сместување, некогаш сами, некогаш со своите деца, додека насилникот си останува во својот дом и навистина не трпи никакви всушност реперкусии. Она што е најстрашно е дека немаме санкции. Санкции не се применуваат. Кога ќе ме прашаат луѓето за тоа што мислам која е главната причина што имаме толку многу случаи во кои што системот или тој збор кој што постојано го слушаме деновива, кој што е страшно апстрактен, ако се има предвид дека системот го сочинуваат луѓе кои што имаат име и презиме. Системот го движат луѓето, системот кај нас го движат државните службеници. Државните службеници се примени на работа за да бидат сервис на граѓаните. Оној момент кога тие нема да успеат да спасат жртва од родово базирано насилство, тие едноставно пропуштиле да ги сервисираат граѓаните, да ги заштитат согласно законските одредби кои што им стојат на располагање. Според тоа ја не сметам дека само со кампањи, само со зборување, само со како да речам апелирање ние можеме нешто да смениме. Не. Тие кои што биле директно информирани за состојбата во случаите на родово базирано насилство, тие се тие кои што треба сега да сносат одговорност. И во секој еден случај каде што е пропуштено да се преземат соодветни мерки. Така е. За жал, статистиките тоа го потврдуваат. Ние само во 2026 година за овие 2 месеци имаме 4 фемициди. Бројките велат дека во периодот од 2021 до 2025 година имаме 26 убиени жени само за тоа што се жени. Дополнително разочарува фактот што имаме повторување на состојбите, имаме ненаучени лекции, она што се нарекува систем, институциите, одговорните луѓе во институциите, никако да се научи од грешките кои што се повторуваат и нели секој пат кога имаме нова жртва ги повторуваме пораките, велиме ниту една повеќе, меѓутоа за жал гледаме дека се повторува, како што е и последниот случај кој што беше пред 2 недели. За жал морам да се согласам со оваа дефиниција, затоа што последните бројки, ако ги гледаме случаите на фемицид кои што се случија во нашата држава и оваа, но и претходната година, апсолутно тоа е заклучокот за кој што може да стигнеме. Сега прашањето е зошто е тоа така и зошто наспроти сето она што ние сме го работеле како организации, наспрема на сите обуки кои што сме ги правеле, наспрема на сите извештаи кои што сме ги правеле, прирачници кои што сме ги правеле за полициските службеници, за социјалните работници во смисло на прирачник за Истанбулска конвенција и законот за спречување и заштита од семејно насилство и родово базирано насилство, и доаѓаме до прашањето зошто не се постапува во овие случаи, зошто ние се соочуваме со овие бројки, се соочуваме со фемициди и изгубени човечки животи. Морам да истакнам дека
многу од службениците кои што работат во центрите за социјална работа, во Министерството за внатрешни работи паѓаат од сопствените предрасуди. И тоа е огромен проблем во нашата држава, затоа што сопствените предрасуди кои што ние сите ги имаме е една работа, тие ни се научени, да речем, нашето општество е полно со предрасуди, но од друга страна треба да превладува професионализмот. Кога зборуваме за постапување во случај на жртви на семено насилство и на родово базирано насилство, апсолутно мора да се постапува со професионализам, согласно она што го содржат законите. Сега ако дојдеме, ако мене ме прашате лично зошто сметам дека полициските службеници во најголем дел од случаите не прават соодветна проценка на ризик и не постапуваат согласно законот за спречување и заштита од насилство врз жени и семено насилство, е токму тоа, затоа што тие постапуваат во најголем дел од случаите по законот за кривична постапка, а овој закон го занемаруваат. И сега сето тоа можеше да биде во ред, доколку последните измени на законот за кривична постапка не се случија. Зошто го велам тоа? Затоа што и моментално, доколку жртвата ја повлече пријавата, со последните измени на законот за кривична постапка, службениците имаат службена должност да постапуваат по овие предмети независно од војата на жртвата, особено нешто за што ние како организации многу се боравме. Тој случај покажа всушност и тоа е клучното, кога велам да се биде жена, значи дека се има ризик, огромен ризик, дека може да се биде убиена. Тој случај покажа што значат институциите во Македонија. Не значат ништо. Да, кога ќе се соочите со убиство како факт на млада жена, кога ќе се соочите со самоубиство на млада жена со дете 7-годишно, заради непостапување на институциите, ќе дојдете до тој заклучок. Зошто постојат институциите? Многу зборуваме за тоа зошто кај нас едноставно како да не постои државен апарат, како да не постои институција, како да не постојат органи на прогон, како да се граѓаните препуштени на насилие, на волунтаристичко однесување. Многу често се бараат некакви апстрактни решенија и се даваат некакви апстрактни објаснувања за тоа. За мене тоа многу едноставно. Луѓето кои што работат, особено во центрите за социјална работа, мораат пред се да имаат она емпатија и да имаат потребата и поревот да ги заштитат жените кои што ќе им се обратат, а се жртви на родово базирано насилство. Тој униформиран полициски службеник кој што е задолжен да ги заштити граѓаните од насилие, и тој треба да има исто така, да чувствува обврска, да чувствува потреба и порив да ја заштити жената од насилство. Меѓутоа, кај нас сето тоа се банализира. Ние на тие места многу често имаме луѓе, овие денови особено добиваме пријави од жени, кои што многу често се жалат на тој еден индиферентен однос од страна на социјалните работници, на минимизирање на насилството. Значи, ако немаш видливи повреди, тоа значи дека ти не си жртва на насилство. Психичкото вознемирување и насилство воопшто не го ни разговараат. Тие сметаат дека ако ти немаш видливи повреди, дека немаат они основ да превземаат некакви мерки, што е страшно. Што е страшно заради тоа што некогаш психичкото злоупотребување, психичкото малтретирање може да доведе и до тешка психичка состојба на жртвата. Во последниот случај на самоубиство, младата жена била подложена не само на физичко, туку била подложена и на психичко насилство. Физичкото насилство во исто време е и психичко насилство, затоа што е понижувачко и го погаѓа не само физичкиот, туку и психичкиот интегритет на личноста. Според тоа, навистина се тие повреди кои што жртвата ги носи можеби за целиот свој живот. И навистина мислам дека мора кај нас да бидат санкционирани, односно казнети сите оние кои што нема да постапат, нема да направат соодветна проценка на ризик, нема навремено да преземат мерки за да ја спасат жртвата. Само со санкции луѓето
препознаваат дека нешто не е дозволиво согласно закон. Овој случај беше дополнително тежок затоа што и дете Да. нели е вклучено, инаку и претходните случаи на Росица, на Рамијана за жал покажуваат дека во Македонија, иако морам да кажам дека не е случај не само во Македонија, генерално нели е тешко да се биде жена и самото тоа што сте жена го носи ризикот да бидете убиени ради тоа што сте жена. Меѓутоа и претходните случаи покажаа дека за жал изостанува заштитата од страна на институциите, од страна на тие кои што треба да ја пружат помошта и поддршката. Ние честопати нели во дискусијата кога зборуваме за овој проблем, разговараме за законите, па веднаш се наметнува тезата за измена на закони, меѓутоа знаете, генерално законската регулатива во нашата држава е да речам солидна. Законите секогаш може да бидат унапредени. Меѓутоа она што го забележуваме дека проблемот не е во законската рамка, туку во имплементацијата на законската рамка. Забележуваме дека иако се донесоа измени, кои што значи дека по службена должност треба да се гони сторителот на семејно насилство, токму ради праксата да жртвите обесхрабрени и сплашени ги повлекуваат пријавите, еве во овој случај имавме такво нешто да без разлика што законот овозможува, нели по службена должност не беше процесирано делото и заврши со така како што заврши за жал на најтрагичниот можен начин. Очигледно, заради тоа што бројките со кои што се соочувам на предмети во кои што не е соодветно постапено, на предмети во кои што не е постапено согласно принципот на должно внимание, го потврдуваат тоа, во смисла на тоа дека проценка на ризик е нешто што навистина е клучно да се направи во секој случај на семејно насилство, но не само еднаш. Затоа што ситуацијата, кога станува збор за семејно насилство, проценката на ризик треба да се прави во секој случај кога жртвата ќе дојде во контакт со дали е тоа центар за социјални работи, дали е тоа болницата, дали е тоа училиштето, полицијата и така натаму, затоа што секој еден во системот има обврски согласно овој закон и треба да постапува согласно овој закон, затоа што проценката на ризик, односно ризикот на една жртва може многу брзо да се промени, односно и од ден во ден, но и во еден ден да биде многу различен. Така да, дали зошто институциите не постапуваат и зошто немаме институции, како практичен заклучок на тоа што ние го живееме, токму тоа, заради тоа што сметам дека самите службеници кога работат во една институција која што од чија што работа зависи човечки животи и на жртвата како жртва, но и на децата доколку има деца во конкретниот случај како директни или индиректни жртви на семејното насилство, апсолутно мора да си ја знаат одговорноста на работата за која што сами се нафатиле да ја работат. Па од тука, доколку некој не се чувствува спремен, способен и така натаму да работи, нешто што има таква одговорност и такво значење, може слободно нели да си ја смени работата. Зошто? Затоа што не е се да се вработите во државна институција по одредени партиски линии и да работите некаде без волја. Затоа што овие институции значат спасување на човечки животи. И ако не работиме на тој начин, и ако тоа не е првата цел на нашата работа, тогаш навистина имаме проблем и последиците од проблемот апсолутно ги гледаме секој ден. Имате ли објаснување зошто така се однесува полицијата? Зошто не е заинтересирана да ги заштити жртвите? Има повеќе објаснувања за тоа зошто полициските службеници во одредени ситуации не преземаат соодветни мерки, не прават соодветна проценка на ризик на кога станува збор за родовото базирано насилство, или се работи за немање сенс, едноставно не се сваќа ризикот за жената, станува збор исто така и за ментален склоп. Надвор од Скопје, во руралните средини особено, тој се смета за приватна работа помеѓу мажот и жената. Ние многу често слушаме од жените кои што се обраќаат до нас како или полициските службеници или центрите за социјална работа, па и нивната непосредна средина, семејство им велат дека таа треба тоа да го издржи, дека тоа се подразбира и дека нема што да се обраќа до полиција, тоа она мора да го среди со нејзиниот сопруг. И има една субкултура на покривање на насилството на мажите од страна на мажите, една не можам да, што просто е несватливо кога станува збор дека ние постојано слушаме за
изгубени човечки, односно животи на жени заради непостапување на полиција. Постои една, не знам, некако индиферентност, немање разбирање дека тоа може да доведе до смртни последици. И затоа мислам дека само санкцијата може да ги натера на крајот на денот да почнат да размислуваат дека тоа не може така веќе да оди. Дека мора некој да одговара кога ќе се пропушти нешто и ќе дојде до фатални последици за жените. И навистина ние живееме во едно општество каде што културата е таква и се смета дека во голем дел во нашата популација се смета дека жената ако трпи насилство во домот, дека тоа не е ништо неприродно и дека тоа нешто нели страшно. Тоа е вообичаено во многу средини. Во Македонија тоа е за многу и за култури, да не кажам, а не би сакала да звучам дискриминирачки, но дека тоа е едноставно нешто што жената мора да се согласи и да опстои. Меѓутоа времињата се менуваат, ние не живееме во анархија. Ние имаме повторно систем, ќе го кажам зборот, нели, ние имаме државен апарат, државна машинерија. Имаме државни службеници кои што се вработени и земаат плата за да им помогнат на тие жени. Друг проблем е што ние нели се соочуваме и со феноменот на неказненост од простата причина што се примаат државни службеници по пат на партиски врски. Клиентелизмот е главниот проблем кај нас зашто ние имаме нефункционален систем, односно нефункционални државни службеници. Тие не сметаат дека треба нешто да направат за граѓаните. Тие треба да направат нешто за партијата, поради која што се вработени. И тоа е тој зачаран круг. Меѓутоа мора да има некоја црвена линија. Особено кога станува збор за човечкиот живот. Ние веќе имаме премногу фемициди за волку мала држава. Мора да одговараат тие кои што пропуштиле да преземат действија. Морам да кажам дека потребно е сите тие што се алки во синџирот на заштита и поддршка да функционираат подобро. Нели, тука се и центрите за социјална работа, иако обично најголемиот терет се префрла на нив, полицијата, јавното обвинителство, судовите, затоа што едноставно се нема одговорност. Ние кога сме се решиле да ја ратификуваме Истанбулската конвенција и да ги донесеме сите овие закони, сме го вметнале принципот на должно внимание, што значи дека секој во секоја институција која што е надлежна треба да направи се за да обезбеди соодветната поддршка и заштита. Меѓутоа што се случува? Ние упорно имаме примери каде што институциите, односно луѓе со име и презиме внатре кои што работат во институциите, не си ги исполнуваат законските обврски, меѓутоа нема и не сносат одговорност за тоа. Еве чекаме да видиме што ќе покаже внатрешната контрола и во случајот на Росица и во овој случај, но знаете тоа е основната причина, затоа што може и да не постапите согласно закон и она што е ваш мандат, а да не сносите одговорност. И тоа се повторува. Од друга страна, и премногу благите казни кои што се изрекуваат за сторителите на родово базирано насилство исто се една порака. Не можете вие постојано да изрекувате условни казни, дури на еден сторител повеќе пати му се изрекува условна казна. И пораката едноставно е дека вие можете да се извлечете со тоа. Па сметам дека тргаат од сопствените предрасуди, затоа што секој полициски службеник си го постава прашањето што он би направил, како он мисли дека жртвата треба да постапи, па зашто пријавува трет пат, четврт пат, пети пат, па зашто до сега не го напуштила заедничкото живење, па требало да го напушти ако некој се заканува. По друга страна ги има предрасудите и оние мислења дека тоа е нормална работа, дека се тоа може да се случува. Пример, скоро имавме жртва која што пријавуваше психичко насилство од нејзиниот татко и тоа на 192, значи разговорот се снима, да полицискиот службеник рече па добро, тој ти е татко, смее да ти се дере. Така да идејата, односно она што лично го мислат, преовладува на тоа што треба да биде професионално однесување на она што значи постапување согласно законот и согласно Истанбулската конвенција, што е навистина голем проблем, затоа што голем дел од жртвите кои што пријавуваат и не се сватени сериозно во она што го кажуваат. А за една жртва да пријави, да се охрабри доволно да го почне патот на пријави,
по институциите е навистина огромен чекор и е навистина нешто што многу значи и треба да се свати многу сериозно од страна на сите институции во системот. Може да се направи паралела со Кочани. Ако е непостапување по службена должност и ако тие луѓе сега се гонат, се осомничани, еднакво може тоа да се примени и во случајот со центрите за социјална работа, и со полицијата, со сите институции кои не постапиле во вакви случаи. Токму тоа како граѓански организации го побаравме во првичната реакција. Да. Дека мора точно да се утврди одговорноста на индивидуално ниво во институциите и мора тие луѓе да сносат одговорност. Затоа што знаете, тие луѓе навистина може да бидат тие кои што, ајде да речем, ќе го спасат животот на некоја жена или девојка, меѓутоа со непостапувањето понекогаш и директно, нели, се соучесници во сето тоа што се случува понатаму. А паралелно со барањето за одговорност, уште еднаш потенциравме како граѓански организации кои што обезбедуваат и сервиси и заштита, имаат долгогодишно искуство на терен во работа со жртви, дека сме тука за институциите, дека сме тука заедно да направиме тоа што треба конечно еднаш да направиме, да профункционираат институциите, да профункционираат оперативните тимови кои што треба да се достапни 24/7 и да имаме постапување, нели, кога имаме случај на родово базирано насилство, затоа што навистина не сакаме да веруваме дека постои некој кој што на крај посакува да има такви случаеви. 8 мартовскиот марш кој што се одржа исто така покажа дека сепак во нашето општество, значи има критична маса која што не сака да сведочи на случаи на насилство, која што се спротивставува на такви случаеви и затоа сметаме дека ова е можност, доколку еве во случајот на Кочани рековме дека ова е можност навистина да се направи некаков ресет, ќе видиме како тоа се одвива и институциите конечно да научат што е одговорност, еве, ајде, значи подаваме рака на институциите, целото искуство и знаење од пракса кој што го имаме да го ставиме на располагање и навистина, нели, да не остане само фраза, туку конечно да направиме некој ефикасен, функционален систем на заштита и поддршка на жртвите од родово базирано насилство. Апсолутно сметам дека во сите случаи на фемицид има одговорност, затоа што сите случаи на фемицид во последните 2 години се пријавени случаи на насилство. И тоа многу кажува во однос на тоа дали постапуваат институциите. Колку институциите да кажуваат дека постапуваат, последиците се видливи и реалноста е дека не постапуваат соодветно и со должно внимание. Па од тука апсолутно сметам дека одговорноста мора да има име и презиме, односно точно да се знае кој службеник не постапил соодветно, кој службеник постапил соодветно, кој можел да направи нешто повеќе, а не направил, а кој не направил воопшто, особено ако имаме предвид, например, дека Министерството за внатрешни работи скоро и никогаш не ја изрекува мерката одстранување на сторителот од домот, што е навистина голем проблем, затоа што секогаш се наоѓа првото решение да жртвата го напушти домот. Зошто? Кога имаме мерка која што може да се искористи согласно законот и да се отстрани сторителот од домот. Власта постојано вели дека системот е виновен и институциите. И секогаш претходната власт е виновна. Системот и институциите, пак ќе повторам, си имаат индивидуи, си имаат конкретно име и презиме. Ние навистина мора да почнеме да зборуваме за лична и индивидуална одговорност во нашата држава. Најлесно е да кажеме сите дека системот не функционира и нели да остане тоа така апстрактно негде во воздухот. Точно се знае нели тоа насилството кога било пријавувано, кај кои службеници било пријавувано, така да точно може да се утврди која сноси одговорноста. Благодарам.